Македонскиот јазик е многовековен, никому не оспоруваме ништо, не сакаме ниту нас да ни оспоруваат, порача премиерот Христијан Мицкоски од Брисел каде беше дел од самитот ЕУ Западен Балкан, како и самитот на Европската народна партија. Во интервју за македонската радиотелевизија Мицкоски вели дека никој не смее да си игра со емоциите на македонците. Кога имаме емоција, нема рацио, и кога имаме емоција, имаме лоши чувства. Никому не оспоруваме ништо. Така не сакаме ниту нас да ни оспоруваат. Тоа е мојата порака и вчера и денеска. Мојот многовековен идентитет е мој многовековен идентитет. Мојот мајчин македонски јазик е мој мајчин македонски јазик кој што има многовековни корени. Во моменти кога билатералниот проблем со Бугарија не е проблем на европскиот пат, Мицкоски вели дека треба да има разговори меѓу двете земји, но тие да бидат за економски раст на регионот, а не да се чепка во македонските национални интереси. Билатералната соработка е клучна кога зборуваме за економска соработка, кога зборуваме за туризам, кога зборуваме за размена на ноу-хау, вештини, образованието и така натаму и така натаму. И тука тој процес има додадена вредност. Но доколку билатералните разговори и преговори се однесуваат на идентитетските прашања, тогаш тука тој процес никако не може да заврши успешно. Според него, решение мора да има и ќе има. Македонија ќе го извади патот кон Европската Унија, но со гаранција дека уцени веќе нема да има. Ние сме сега во втората фаза, бараме решение. Но не решение кое што ќе не доведе да ја прескокнеме првата пречка, туку да го изводиме патот до крај. И тоа е пораката на нашите соговорници. И веќе на секој му е јасно дека мораме да бараме решение и ќе најдеме решение. А ние сме како влада подготвени да работиме оноку колку што е потребно за да дојдеме до тоа решение. Официјален Брисел е свесен за билатералниот проблем на Македонија, но порачуваат дека главна цел на Европската Унија е проширувањето со земјите од Западен Балкан, кое треба да биде по мерит системот, односно според постигнувањето на аспирантите за членство.